Обидот да се воспостави руското влијание во овој дел од регионот е втемелено на една чудна линија која никој не ја зборува. А тоа е една линија на поделба во поранешна Југославија од Словенија до Дрина на комунистички систем толерантен кон католицизмот. И од Дрина до Северна Македонија, вклучително и просторот Косово, во кој кохабитацијата на православието и исламот цели кон исклучување и маргинализирање на римокатоличките заедници, особено присутни токму во Северна Македонија и Косово. Тоа се земјите на кои денес пледира српскиот свет. Руското преку српското влијание со децении се пласира преку така наречена одбрана на моралните вредности нападнати од Западот. Тоа веќе и беше констатирано. Но целта на оваа нарација е да се прикаже дека балканските општества не се западни, односно европски, ниту политички, ниту културолошки, туку само економски. А ако толку не чинат работите на Западот, зошто никој не оди на гурбет во Русија? Затоа на српскиот свет му се доверува економско-политичката културолошка доминација преку распространување на влијанијата, особено преку медиумите и социјалните мрежи, што треба да го стави во улога на морална вертикала, контролор и репер по кој треба да се поставуваат екс и општествата и економско-политичките, но и образовните и културолошките елити во нив. И оно што е најпреврзно кога зборуваме за таа дефиниција српски свет, тој е еднакво насочен колку против сите народи на Балканот во пружувањето, толку и против самиот српски народ. Оној момент кога зборуваме за српски свет, да зборуваме за една специфична проекција на недемократска авторитарна доминација над сите народи, вклучително и на српскиот.